Пред судницата роднините на загинатите изјавија дека се сомневаат во начинот на кој целиот случај го водел јавното обвинителство, откако во јавноста се појавија информации дека причина за смртта не е само задушување со јаглерод моноксид. Тие прашуваат дали јавното обвинителство ги истражило точните причини поради кои настапила смртта кај нивните деца, по наодите од Институтот за хемија за постоење на цијанидни гасови. Фактот што државните институции потврдуваат можност во присуство на цијанидни гасови во просторот на истовремено, не постои исто јавен достапен доказ дека овие гасови биле анализирани во телата на жртвите. Представува сериозен медицински и правен јас. Ова значи дека обдуктискиот наод е нецелосен, постои основа за дополнително и независно вештачење. Постои основа за правно оспорување на заклучокот, оправдано и неопходно во интерес на вистината. Инаку на денешното судско рочиште се појави и првиот сведок Дејан Николов, собственик на автосервис, кој што се наоѓа веднаш до дискотеката Пулс во Кочани. Тој, одговарајќи на прашање на јавното обвинителство, говореше за тоа како се реконструирал објектот на дискотеката. Рече дека неговиот собственик Дејан Јованов не му кажувал што всушност се гради, но тој потоа, откако забележал дека се вградуваат шанкови, утврдил дека се работи за угостителски објект. Сведокот рече и дека порано тој објект работил како конфекција, а бил и магацински простор за кожни производи. Пред да се почне со сведоците, претходно завршија воведните зборови на одбраната со излагањето и на адвокатот, но и на самиот Александар Нацев, собственик на Агенцијата за обезбедување Рубикон, кој рече дека за него има неосновани клевети и навреди. Дури еден Џорџ Орвел би можел да позаведи на ваквата конструкција. Токму затоа, во текот на ова судење, ќе ги неутрализираме ваквите конструкции преку непобитни докази и околности кои јавно ќе укажат на отсуството на било каква вина. Судењето продолжува со искази на 35 сведоци, а следното судско рочиште со други сведоци е закажано за впонеделник.